Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. За најавената лидерска средба, вонредната состојба и изборите, како и за актуелните прашања од надворешната политика пред се во односите со Бугарија и нивното влијание на преговорите за членство во Европската Унија, вечерва ќе разговарам со председателот Стево Пендаровски. Значи, ако цената да влеземе во Европска Унија е да кажеме дека не сме македонци и да кажеме дека нашиот јазик се именува некако поинаку освен македонски јазик, не ни треба Европската Унија. А колку е известно одржувањето на лидерската средба која што ја најавивте за првата половина на мај? Имав телефонска комуникација и со Заев и со Мицковски и од нив двајцата добив потврда дека би учествувале на таква лидерска средба во тој временски период грубо одредено помеѓу 10, 11 и 12 мај прилика, ќе видиме точно кој ден ќе биде. Инаку со партиите на албанците и во опозиција и на власт имам редовна комуникација, така што го знам и нивниот став по таа. Значи средба ќе има до 16 кога истекуваат овие 30 дена, има уште 15 дена. Дали во овој момент, ако проценувате каква би била вашата следна одлука, би можеле да кажете дали ќе носите нова одлука за нови 30 дена во наредна состојба? Не можам да знам. Бидете на Алсат, по кратката пауза почнува интервјуто со председателот Пендаровски. Шефот на државата Стево Пендаровски е гостин во 360 степени вечерва. Председателе, добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер. Бевте во ова студио во јуни 2019-та, пред повеќе од 10 месеци, тоа беше интересно содржано интервју, но еден дел чиј ехо до ден денес одекнува е оној во кој што зборувавте за Гоце Делчев. Дадовте во тој момент прилично отворена, авангардна изјава би рекол. Да ве цитирам, неспорна историска вистина е за сите што имаат малку познавање од тој историски период дека Гоце Делчев се изјаснувал како бугарин, но дали не е историска вистина 100% дека Гоце Делчев се борел за македонска држава? Автономија, независна држава, па дури на крајот остави ламанет неговите коски да почиваат во независна Македонија. Ова е најинтересниот дел, таа ваша изјава е повеќеслојна, има повеќе интересни делови, можеби ќе ги дискутираме вечерва, меѓу другото прогнозирате дека ова прашање станува горлив политички проблем и веројатно ќе се нагласува како ќе поминува времето. Еве сме сега 10 месеци потоа. Сакавте тоа со таа ваша изјава на некој начин да им отворите пат на историчарите во заедничката комисија, ако може да стигнат до некаков компромисен заеднички наратив за ова па и за други отворени прашања, но до ден денес тоа не се случи. Има извесен напредок во работата на таа комисија, дел од средновековието, па и потоа. Во овој дел нема. Во овој дел за жал нема, да. На што се должи сега? Да, зошто контекстот е ваков каков што е сега во овој момент? Па јас ја објаснав неколку пати таа изјава. Подоцна, особено намерата, мотивот да ја дадам воопшто, бидејќи знаев дека работата е практично замрзната во таа заедничка комисија од историчари составена. И мојата намера беше да подотворам еден прозорец на можности, како го нарекуваат, за да се направи пробив, бидејќи очигледно беше дека застојот беше тука некаде на крајот на 19-тиот, почетокот на 20-тиот век, кога почнуваат да се третираат настани и личности кои очигледно ги допираат и двата историски наратива, и македонскиот и бугарскиот. За жал, рековте дека е повеќе слојна изјавата, има барем уште два пасоси од тоа што го гледате. Повеќе слојна е точно, меѓутоа за жал беше гледана од одредени политички структури и во соседна Бугарија и кај нас како еднослојна. Да, секој бираше тоа што му одговара. И беше или си предавник, или си херој. Можам да ви посочам една таква квалификација која има во конверзацијата со премиерот Борисов на 1 август минатата година, беа тука на чествување за 2 август. И имав средба со него на која ми рече по повод таа изјава ќе беше дадена кај нас во интервјуто, вели, не знам дали знаеш те овде дека ти си сега во Бугарија најголем херој. Ја му кажам сега сум најголем кодош во Македонија и така натаму. Така што тоа е едно димензионално гледање на работите. За жал, очигледно е дека барем генералната публика во двете држави не е подготвена да се соочи со некој петна од минатото. Во таа изјава минатата година и во многу други мои интервјуи сум посочувал прецизно дека
Ние имаме во време нашата така наречена комунистичка историографија бели петна или сиви зони, како сакате да ги наречеме, дека некои работи ги гледавме еднострано, но неспорен историски факт е дека и бугарската комунистичка историографија земаше од тоа историско мени што нив им одговара и го пакуваше во нивниот историски наратив, што се разбира не е историска вистина. Сега некако овие прашања стануваат политички проблем, бидејќи Бугарија придодаде своја изјава кон заклучоците од Советот за општи работи, со кој што беше донесена одлука за почеток на преговори со Северна Македонија. Што мислите вие за барањата на Бугарија и дали ги гледате како реална пречка на вистина прво за усвојување на преговарачката рамка за Северна Македонија, а потоа и за одредување на датум и одржување на првата меѓувладина седница? Бугарската позиција или декларацијата која е усвоена во нивниот парламент со само 4 гласа против, значи со еден севернокорејски процент, објективно кажано, и власт и опозиција застанаа за таа позиција, ќе биде реална политичка пречка. Мислам дека сите тоа го гледаме, ќе го согледуваме. Што може да се случува сега наредниот месец и половина, можам да ви кажам околу тајмингот од она што јас знам во однос на усвојување на преговарачката рамка за нашата држава од страна на комисијата. Тоа би требало да се случува веројатно некаде средината на мај, првичните драфтови да излезат, значи после Загребскиот самит кој за прв пат во историјата на ЕУ ќе биде онлайн. А дефинитивно еден провизорен датум циркулира во Брисел, не велам дека е дефинитивен на вистина, 16 јуни 16.6 би требало да биде дедлајнот, крајниот рок за Европската комисија да излезе со свој предлог. Потоа ќе бараме наредните недели, веројатно дека не се распуштат заради одмориве, ќе бараме и политичка согласност на ова рамка која ќе биде предложена од комисијата. И са тука е битно да знаеме, во комисијата сите преговарачки позиции и сите битни прашања се решаваат со мнозинство на гласовите. Кај Европскиот совет се бара комплетен консензус, да не го забораваме и немојте да забораваме дека со новата на француски предлог усвоена методологија за преговори, Франција бараше сите се согласија дека земјите членки мораат да имаат многу посилна политичка контрола врз процесот. Паралелно со таа декларација во парламентот бугарската влада октомври 2019 усвои така наречена рамковна позиција која што сега е делумно пресликана во оваа изјава која што е доставена како приклучен елемент на заклучоците од Советот за општи работи на Европската унија. Мислам дека е малку видоизменета изјавата која што е дел од заклучоците кон ЕУ, но горе-долу тоа е тоа. Сега Бугарија тука поставува своји услови и во делот на преговарачката рамка и во делот на одржувањето на првата меѓувладина конференција. Нема многу време до јуни за евентуално да се напредува во комисијата, особено во вакви околности кога и поради корона кризата претходно кај нас изборите беа пречка, комисијата не може да заседава и да решава, дури и да сака дел од овие прашања. Значи, претходно должам ме чуди што не ме потпраша за мојот став во однос на бугарската декларација. Ќе ве прашав, да. Инаку да не зборуваме само за терминологија и за процедури, ќе ви кажам и за процедурите со оглед, ако 16.6 е крајен рок за комисијата да излезе со свој предлог и допрва потоа ќе чекаме политичка поддршка од шефовите на држави и влади, че јасно е дека многу тешко може да зборуваме за прва меѓувладина конференција која не би имало и кога не би имало пречки пред септември. Многу е тешко. Мојата позиција е следна во однос на бугарската декларација. Тука постојат неколку елементи кои идат директно, не кон Преспанскиот договор. Оставете го тоа. Не само што се анахрони според тенденциите во Европа, во Обединета Европа во последниве неколку децении. Тука оди директно спротивно на неколку базични постулати на нашиот договор со Бугарија, нашиот билатерален договор. Че ние тамо не велиме дека во преговорите за Европската унија треба да утврдуваме етничка припадност на некој кој живеел пред 150 години. Ние зборуваме, да го повторам, мислам дека во интервјуто кај вас пред година дена зборуваме на таа тема. Клучниот израз употребен во тој билатерален документ е споделена историја. Не заедничка историја во која вие ќе кажете до 44-та било се бугарско, само ти треба да подпишеш, него личности и настани, не сите до 44-та, него некој од нив, некои настани и некои луѓе кои се битни и за тебе, и за мене, и за Бугарија, и за Македонија. Во тоа е изразот споделена историја. Тебе ти е битен, и мене ми е битен, и затоа го изучуваме, и затоа го почитуваме. И затоа во одредени ситуации договараме и заеднички да го чествуваме, као Кирил и Методи, кој би текнува и порано уште пред да биде
комисијата да почне со години и години, имаше бугарска делегација, македонска делегација, одеше во Ватикан и така натаму. А ако се потпреме на тој израз кој е составен дел на билатералниот договор, ние многу брзо ќе најдеме заедничко решение. Во спротивно, ако инсистираме дека до 44-та е заедничка историја или читај бугарска историја само, немаме за што да преговараме. Особено ако Бугарија на вистина инсистира на тоа да се најде заеднички наратив за Гоце Делчев, за Илинденското востание, уште за редица други настани и личности пред воопшто да се закажува првата меѓувладина конференција, тоа би можело да значи долга пауза во овој процес за државава. Моја проценка е дека Бугарија тоа веројатно нема да го направи. Се надевам, верувам, значи и проценувам дека нема да го направат тоа, бидејќи заклучоците на Европскиот совет не им даваат таква правна и политичка можност. Значи, можеме да речеме, ќе блокираме од денеска натаму и готово. Меѓутоа, заклучокот на Европскиот совет е апсолутно јасен, кристално јасен. Тој вели, нема никакви предуслови до првата конференција. Од првата конференција понатаму, легитимно е, не само Бугарија кој сака од другите земји членки, да каже не бедисува владење на право, не бедисува медиуми состојба, не човек кој прави така натаму. Меѓутоа, за Албанија, кај што исто е дадено од зелено светло за отварање на преговорите, има предуслови. Тука има предуслови. Тука е можно, не е мое да го коментирам, меѓутоа е можно е некој земји членки Холандија, на пример, да рече, видите, нема прва конференција, нема конкретно преговарање, ако овие предуслови не ги. Кај нас немаше предуслови. И во тој дел мислам дека има јасна контрадикција меѓу заложбите во бугарската декларација да се решат, дури мислам дека се употребува изразот да се види сигнификантен позначаен прогрес во имплементација на билатералниот договор, па дури потоа да одиме напред, што е невозможно. Невозможно, апсолутно невозможно. За овој период временски во кој зборувам. Вашата анализа е на линија на тоа дека станува збор сепак за политичко декларирање на позиција на која што веројатно ќе се инсистира во следните месеци и години, но дека таа во овој момент нема да ги стопира преговорите. Само политичка декларација е неспорно таков и нејзиниот назив. Меѓутоа да не отидеме во другата крајност. Значи јас не тврдам воопшто дека е таа политичка декларација за добивање поени во домашната јавност. Јас тврдам нешто и знам од таа политика и внатрешна и надворешна која ќе направите со таков консензус декларација во вашиот парламент. Вие не можете значајно да отстапувате понатаму во преговорите, бидејќи имате одговорност пред вашите гласачи и вашиот народ. Но ако станува збор за напредувањето на најблиската држава на Бугарија, на браќата и сестрите, како велат тие, веројатно тешко ќе биде исто така да се правда вето, да кажам, во тој процес. Знаете, тука јас гледам веќе некакви проценки кои се прават во некои европски главни градови од земјите членки, кои велат дека не може една држава сега да оди наспроти некои базични европски принципи или не може да увезува билатерален спор во овој процес и утре внатре во Унијата. Дури има една јасна декларативна заложба во заклучоците на последниот Европски совет и ќе биде содржана сигурно и во ова што ќе следи во јуни-јули пред одморите, во кој се вели дека не ги негираме билатералните прашања, меѓутоа тие не може да бидат предуслов за попречување на европскиот пат. Значи, ако е чиста билатерала проблемот, зашто би го правил проблем на 27 земји членки вкупно? Меѓутоа, знаете што, ние имаме едно лошо историско искуство со името и Грција, кој што Грција одеше наспроти волјата во некои историски периоди 2008, наспроти волјата на Америка. Ама принципот за влез на нови членки во тие две организации е фул консензус и тие тоа го направија. Да, веројатно да, не треба да се бега од овие прашања, треба активно да се работи, да се решаваат, но разбирате ли што е барањето на Бугарија во врска со именувањето на јазикот? Се чини дека тоа што како формулација е содржано и во оваа изјава која што е приклучена на заклучоците од Советот на Европската Унија, па и на овие два документа кои што ги споменуваме, ги усвои бугарскиот парламент и бугарската влада во октомври 2019, одат дури надвор од рамките на тоа што е формулација во билатералниот договор за добрососедство, претходно и во декларацијата подпишана од премиерите 99-та година. Тоа е најригидната одредба во декларацијата на бугарскиот парламент. Значи, јас морам да ви кажам наискрено, која ја прочитав по прв пат, едно 2-3 пати се навраќав на таа формулација. Не можев да верувам дека во 21 век некој некому може да му спори дека неговиот јазик се нарекува така како што самиот го кодификува и го практикува со децении наназад. Македонскиот јазик
je istorijski fakt i je potvrden na međunarodno nivo od 1974. godina. Togašnja Jugoslavija, kao členka na Objedinjenih naciji, ima deklarirano 3 oficijalni jazici na svojata teritorija. Makedonskiот je od togaš vezan во nomenklatурата на UN, значи важи за најголемата светска организација во која се практично сите држави членки кои постојат на земјината топка. 77 она што е цитирано во Преспанскиот договор, таа UN конференција во која македонскиот јазик се афирмира, исто така на меѓународно ниво е 3 години подоцна, тоа само констатира нешто што е претходно гол лингвистички и практичен факт. Не би рекол политички факт. Значи, неспорен факт е исто така во рамки на јазичниот комплекс дека 46 година првата, не втората комисија предводена де факто од Блаже Коневски го кодификува македонскиот литературен јазик. Тоа се факти тоа се завршени работи. Тоа се факти за кои не може да се отвара дебата. Некои гласови од таму, еве како Ковачев, иако ако внимателно се чита неговото и слуша неговото интервју, има битни тука нијанси кои што треба да се анализираат, сепак тој вели неспорен современ факт и реалност е постоењето на македонскиот народ, етничките македонци и македонскиот јазик. Е сега тој додава на тоа дека тие почиваат на бугарски основи, но барем се одважува и вели дека тие се неспорен факти, дека постојат, дали да речеме таа линија може да ја подотвори вратата за договор утре. Ја се надам дека неговиот обид ќе ја подотвори вратата за диалог, као што не ја подотвори вратата за диалог мојот обид минатата година во вашава емисија, во некои мои јавни настапи, да помогнам, да најдеме некакво, да не наречам соломонско, него компромисно решение во кој ни јас ни вие како две преговарачки страни нема да се чувствуваме понижено. Тоа е клучот кога составувате, подпишувате меѓународен договор. Ниту една од страните да не биде понижена, а при тоа договор да не биде 10-0 за тебе или 10-0 за мене. Да биде не некоја предпоставена, замислена во нашите глави средна линија или средна позиција, на средината на мостот да се најде. Може би е лошо од шеф на држава да очекувам да се изјасни јасно и цврсто, но има дури и од разумните и либералните гласови во нашата држава тези кои што одат на линијата дека ако на вистина е доведено во прашање именувањето на јазикот, тогаш на вистина што би барале во тој процес на преговори со Европската унија? Не умесно, умесно е. Значи, ја мислам дека таа позиција ќе ви ја каже секој разумен граѓанин на оваа земја, дури и оние што не се етнички македонци. Значи, ако цената да влеземе во Европска унија е да кажеме дека не сме македонци и да кажеме дека нашиот јазик се именува некако поинаку освен македонски јазик, не ни треба Европската унија. Шуму таква Европска унија која вие не можете базично човеково право. Знаете што е етничката припадност? Вашето чувство дека припаѓате некому. И sad ти, ако ми го негираш тоа чувство, ја не можам да влезам као аморфна маса, као безимен ентитет таму. Конечно, на крајот на процесот кој ќе станеме полноправна членка. Сега, ако не се лажем, има 23 официјални јазици во употреба во Европската унија. Ако македонскиот јазик не биде 24-ти, не ја гледам целта да одиме на тоа. Но од друга страна, веројатно македонската страна ќе треба да зрее, условно кажано, на планот на наративите од историографијата и ќе треба да се најдат некакви компромисни наративи за делодови личности и настани. Ќе треба да ние, видите, јас сум не само сега формално надлежен, и као човек сакам кој припаѓа на оваа македонска етничка заедница, сакам да помогнам ние да ги надминеме некои историски стереотипи и заблуди на кои робуваме. И во училиште така не учеле, и посебно ние што сме биле пред 90-та во тој школски систем. И мислам дека примарна задача на секој интелектуалец е да ги разбива заблудите во сопствениот двор. И тоа го очекуваме од нашите колеги и пријатели, утре партнери и формални во Унијата на бугарска страна. Има многу разумни луѓе кои за жал во овој момент чиј глас не се слуша во овој момент. Ти треба да бидат повокални во тоа. Големи реакции, контроверзии предизвика интервјуто на професорот Денко Малецки, прв македонски министер за надворешни работи за една бугарска телевизија. Европа се вика телевизискиот канал. Имаше прозивки и до вас, затоа што Малецки е ваш надворешен советник за надворешна политика. Вие излеговте со став дека вашите ставови во однос на тоа што го зборува Малецки не кореспондираат со тоа што тој го кажува, но дека тоа не може да биде причина вие да ја прекинете соработката со него. Гледате, ја мислам и тоа го има тој последниот пасус на мојата изјава, ја мислам дека одамна би требало да биде зад нас времето
кога советниците на премиери или председатели на министри мораат цело време да викаат да шефе, чи мене ми требаат и соработници и советници кои ќе ми кажуваат и нешто поинако од она што е стандардизирана историска или политичка вистина или факт. Професорот Малевски е еден од луѓето со кои се советувам во надворешната политика и меѓународните односи и имам напишано кога се, имам и формално и неформално како советник, иако сите неформални советници не ги имам наведено, се повеќе мина. Имаше реакции на тоа што го кажав се дополнително, можеби е тоа интересно да го објаснам. Некои критичари на неговиот став и на моето непостапување, веројатно очекуваа да го интернираме на голиот, не знам што очекуваа. Велат како можеш да соработуваш со таков човек кој не работи за националните државни интереси. Да појаснам, иако тоа сум го кажал многу кампањи во кои сум учествувал. Национален и државен интерес, апсолутен приоритет број 1 за нас, како нација и како држава, е Македонија, сега Северна Македонија, да биде демократија, а не диктатура. Апсолутен национален и државен приоритет број 1 за нас е оваа наша држава да биде целосно интегрирана во западната цивилизација, во институциите во кои се споделуваат западните демократски вредности, а не да биде дел од движењето за неврзаните, например. И апсолутен приоритет број 1 за нас, како нација и како држава, е да го признаеме фактот и соодветно на тоа да се однесуваме дека Македонија или Северна Македонија, македонското општество е хетерогено во етничка и во религиозна смисла и дека секој припадник на било која етничка и религиозна заедница има исти права со мене, со вас, со било кого. Професорот Малевски, по однос на овие три константи за мене барем и апсолутни државни приоритети, има една позамашна биографија и референци. Така што тоа ми е мене битно. Ја не можам да соработувам со луѓе кои се контра овие три основни постулати на моето верување, на мојот светоглед, на мојата политичка и лична човечка платформа, ако сакате. Сите други работи, дали рекол за 903-та некоја ситуација или сега мисли поинаку, тоа е демократија и ја посакувам повеќе такви соработници и советници да имам, кои ќе ми решат, председателе, можеби овде не сте во право. Значи, во овој дел, јас мислам дека тој не е во право. И тоа јасно го кажувам во мојата изјава. Меѓутоа, утре, и ако има некоја друга моја изјава со која тој не согласува, многу е добра кога сте на ваква позиција, 2 пати, 3 пати да помислите пред да пресечете и донесете одлука, и затоа ви се потребни луѓе, како што е Малевски, кои не робуваат на шаблони. Значи, амано тие советници, кои ги плаќаме со дебели пари, и ги имаме, не знам, 30, 50 или 100 на број, и кои ни велат само, шефе, ти си најдобар, нема подобар од тебе. Мене тоа не ми треба. После ова интервју, првата работа која правам со еден широк круг на мои советници во кабинет и надвор на тоа, ги прашам за реално мислење за мојот перформанс вечерва со вас. И мене при тоа не ми кажува, не ми интересираат лајковите или допаѓањата или шерувањата, како ги викаме помодерно. Мене ми треба здрава критика за ова што го правам. Малевски е познат по тоа дека негува таков однос, да речем, кон серија прашања, меѓу другото тој имаше прилично отворен однос и кон прашањето за името со Грција со години, тоа не го криел, па и во однос на ова прашање за односите со Бугарија, ова не се негови нови ставови, можеби сега во дадениот контекст прозвучуваат малку поинаку, но еве ја чувме вашата аргументација во однос на тоа. Дали сте оптимист дека ќе се излезе од оваа ситуација, дека ќе се оди напред? Го видовме Борисов пред некој ден на интервју на телевизија Сител, меѓу другото се реферираше повторната на таа ваша изјава од јуни 2019 година. Мислите ли дека е можно да се излезе од целата оваа ситуација? Апсолутно е можно. Прашањето е колку е сега политички тоа изводливо, значи да не се лажеме. Ние и тие тамо кога имаат избори, било на кој ранг, на кој ниво, и ние кога имаме, а ние, не знам, до крајот на годината секако ќе имаме, големо прашање е дали ние можеме да дојдеме до позиција која ќе значи компромис од наша страна, и тие треба да направат свој компромис, во ситуација кога гледате, дури и во време на пандемија, дури во време на военна состојба, партиите полека како да се придвижуваат, како да се забрзуваат према идните претпоставени, не знам кога, парламентарни избори. Знаете дека секој пат емоциите се креваат на една ентистепен, кога се зборува за банални дневни прашања. Ова не е банално дневно прашање. Се плашам дека од тој аспект ние можеби нема да можеме да направиме отстапка која можеби била и здрава
ако одиме, ако сме да речеме неколку месеци далеку само од парламентарните Во избори. таа смисла пред да ве прашам колку е известно одржувањето на лидерската средба која што ја најавивте за првата половина на мај, дали за вас е прифатливо барањето или апелот на ВМРО ДПМН на таа средба, меѓу другото да се зборува и за односите со Бугарија и да се заземе некаква заедничка национална позиција? Знаете, кога јас минатата година не бев 10-15 дена не бев стапнат во канцеларија или на функција, кога предложив за неколку битни, мислам дека во тоа интервју што го спомнуваме пречесто, кога бев кај вас, спомнав дека за неколку битни стратешки прашања сакам да имам заедничка позиција и на власта и на опозицијата, не за да ја се фалам дека сум го постигнал тоа, меѓутоа мислам дека е неопходно од амбасадорските позиции до овие круцијални прашања. Еден извесен период немав никаква комуникација, не пак средби со главната опозициона партија. Инаку, зошто не мислам дека е добро сега на таа лидерска средба да се повика? Затоа што повторно велам, влегуваме во некаков се период, пар месеци, 3, 4, 5, 6, колку веќе сме пред избори, може да се протолкува многу лесно од некоја друга страна дека тоа е само за добивање политички поени, а да не добиеме никаков ќар за државата, бидејќи идејата е на крај, предпоставам, државата да прогресира према Европа, а не да покажеме колку сме патриоти во рамки на тој процес и да се надвикуваме дека јас не го давам јазикот или не знам нацијата, ти го даваш или ти си направил не знам што друго си потпишал. Меѓутоа, во чисто процедурална смисла, или во политичка ако сакате, јас не можам да свикам лидерска средба на тема за која нема согласност од двете страни. Условно кажано во оваа ситуација двете страни, бидејќи зборуваме за македонски јазик, македонска нација, народ, и тука СДСМ и ВМРО се најбитни. Моите информации до овој момент се дека СДСМ не би сакал на лидерска средба во тој формат, во овој временски период да дискутира за тоа прашање. А колку е известно одржувањето на таа средба? Имавте ли првични начелни контакти со партиите? Не знам точно како беше формулацијата за временската одредница. Првата половина на мај. Добро. Со тоа сугерирав или имплицирав дека ќе биде пред да истечат овие втори 30 дена како ги нарекуваме. А тие истекуваат на 15 или на 16 мај, на 16 мај истекуваат. По она што го најавив уште пред месец и половина, пред да истечат тие 30 дена, јас свикам совет за безбедност секако. Добро. Кај што ќе гледаме и безбедносните и здравствените аспекти од таа криза и ќе дебатираме со клучните министри во владата дали евентуално понатаму им е потребно тоа. Меѓутоа, во делот на лидерскава средба се појавува како нова точка која нема никаква врска со Советот за безбедност, евентуалните избори, датума за следните избори. Имав накусо, имав телефонска комуникација и со Заев, и со Мицковски, и од нив двајцата добив потврда дека би учествувале на таква лидерска средба во тој временски период грубо одредено помеѓу 10, 11 и 12 мај, прилика, ќе видиме точно кој ден ќе биде, на таа тема, значи состојбите поврзани со коронавирусот, односно ворената состојба во која живееме и се разбира сето тоа поврзано со некоја предпоставена дата за идните парламентарни. Партиите на албанците не ги сметате за проблем во таа смисла, бидејќи моја грешка е. Тие јавно декларира став дека ќе учествуваат, и другите декларира и Мицковски јавно повика на средба, меѓутоа морам да кажам да не. СДСМ е малку со јавните пораки се колеба. СДСМ има само една дистинкција од ВМРО ДПМН, да читаме прецизно, вели, мислиме дека сега не треба да има лидерска средба. Само сега е зборчето различно. Значи велите 10, 11 и 12. Некаде околу 10 мај би требало да биде, затоа што на 16 истекуваат овие 30 дена од ворената состојба. Би сакал да ги чуем. 10 е недела. Може да биде и недела, не е забрането сега, тама работа. Ако биде недела, ќе биде недела. Не спорно е, ден, два, плюс, минус. И тоа сакам да ви кажам, инаку со партиите на албанците и во опозиција и на власт имам редовна комуникација, така што го знам и нивниот став во таа. Значи, средба ќе има. Зошто прашањето за избори треба да биде тема на таа средба? Особено ако ја имаме во предвид уредбата на владата, со која што се определува дека во моментот кога ќе прекине вонредната состојба, ДИК треба за еден ден да излезе со нов роковник, а изборните дејства да продолжат од таму од каде што запреле. Гледате, не би сакал се да им наметнам нови задачи од областа на правото на овие што се правници од власт и од опозицијата, меѓутоа постои размислување дека уредбите со законска сила важат додека важи ворената состојба. Потоа, за да евентуално продолжат да важат, треба собранието да ги потврди. Ако ги потврди, ќе продолжат да важат. Парламентот, ако не ги потврди, нема да важат. Тоа е едно од правните мислења кои
ми го кажуваат, ми го советуваат ова што оние што мене ме советуваат во правната свет. Не велам дека е тоа дефинитивната вистина, меѓутоа само сакам да ви кажам. Иако ако владата има законодавна моќ, уредбите кои што ги носи би требало да имаат сила на закон. Неспорно, додека има законодавна моќ, а владата има законодавна моќ додека има воредна состојба. Само во воредна состојба владата може да носи уредби со законска сила, не во некои регуларни парламентарни времиња. Што е кај нас проблемот? Парламентот никако да се состане, бидејќи неговиот прв човек смета дека тој е дефинитивно распуштен. Зачудувачки во таа насока е тоа што и главната опозициона партија смета дека не треба да биде оживеан, да кажам поинаку, парламентот, каде што би можело да има поголема парламентарна контрола врз тоа што се прави, бидејќи знаете што? Јас го кажував тој при првите 30 дена кога ги декларирав. Значи не само опозицијата што нема контрола што владат, опозицијата ќе рече некој внатре се во владата. Имаат еден-два министри таму и заменици. Меѓутоа, јас како председател немам контрола врз тоа што го прави владата. Знаете како и зашто? Затоа што уредбите со законска сила, не се обични закони да ги наречам, кои во нормални времиња доаѓаат кај мене на подпишување, ја подпишувам указ и се објавува во Службен вестник. Директно одат на објавување во Службен вестник. Значи, ја можам на крајот на тие 30 дена да побарам како што побарав пресек на активности и во делот на уредбите со законска сила и ја можам да кажам, видите, тука имате пречекорување на 1-2 места, ама тоа повторно не е моја право, туку на Уставниот суд. И сега тука може да се налепиме на актуелнава најнова ситуација. Зашто Уставниот суд за 24 сата реши во однос на платите, вклучувајќи ги и нивните плати, да не им се скратуваат на минималец, а не може да се произнесе по ниедна уредба со законска сила од овие стотини колку веќе беа донесени изминативе 30 и кусур денови. Што е меѓутоа парламент нема. Што правиме во оваа ситуација? Знаете дека имаше крупна правна дилема, ја тоа го кажам мојата изјава, по овие втори 30 дена кога ги прогласив. Крупна, навистина крупна правна дилема. Во присуство на само 2 члена кои директно ја таргетираат и објаснуваат воената ситуација и без закон за таа работа, парламентот не сака да се состане, има луѓе кои велат ти немаш право на продолжување на таа состојба, нови 30, да. Вие спорат дури втората одлука за 30 дена. Јас го реков тоа. Можно и така да ги гледаме работите. Меѓутоа ве прашувам, имаме ситуација во која минимум на луѓето, на граѓаните, на бизнисот им треба поддршка од владата. Граѓаните треба да знаат. Ако сакаш од буџетот кој е гласан минатата година, да преместиш 2000 евра или 3000 денари од овде, за било која цел, и најбанална, а овде станува збор за милионски суми кои се даваат во поддршка на бизнисот, на малите фирми, на ранливи категориите. Не можеш да направиш ништо, бидејќи правиш кривично дело. Мора да се измени законот, а тоа се прави во собрание. И се бидејќи собранија нема, ја можам да кажам нема воредна состојба. И мојата последна реченица кога објаснувам зашто сум донел 30 дена нови, велам, не сакам да се кријам како некои зад правни формулации, да се надмудруваме за кој од кого е поголем правник. Во овој момент, по сите параметри и според сите надлежни министерства, ние треба да имаме воредна состојба од здравствен, па до политички, економски, социјален аспект, секако. И ја можам да се покријам и да речам, извинете, јас одам дома. Да. Не е добро, имаме одговорност према овие луѓе. 1 мај до 16 кога истекуваат овие 30 дена, има уште 15 дена. Дали во овој момент, ако проценувате каква би била вашата следна одлука, би можеле да кажете дали ќе носите нова одлука за нови 30 дена во наредна состојба? Не можам да знам. Значи, морам да ви кажам, бидејќи сега, зашто? Бидејќи сега кривата нели почнува полека да се израмнува, како велат сега епидемиолозите. Значи, сега велат последниве денови, дај Боже да остане така, има повеќе излечени од ново заразени. Може ќе бидат подобри трендовите. Меѓутоа на крај повторно ќе мора да видам проценка од надлежните министри да ми кажат и колку денови ќе побарат, бидејќи да знаете, не мора да барат 30 дена. Може ќе барат помалку. Дали во одлуката ќе го калкулирате и овој аспект за кој што досега и самиот зборувавте, а тоа е потребата во државата сепак да постои законодавна власт. Ако и натаму опозицијата и ДУИ обстануваат на овој став дека не може собранието да се состане назад, тогаш останува владата да биде таа која што ќе може да носи уредби со законска сила. Тогаш дали евентуално тој аспект може да ве води во проценувањето за тоа дали ќе ја продолжувате во наредната состојба, иако формално ќе бидат тоа нови одлуки за вонредна. Не можам да дадам дециден одговор бидејќи не ги знам проценките кои ќе ми бидат дадени во тој момент, значи 2 недели од прилика од сега. Да пробам со една друга формулација да делумно навестам кое е моето размислување кое беше пред 2 недели, пред второто прогласување на 30 дена, кое ќе биде понатаму. Ако трендовите се навистина позитивни, велам дај Боже, со цело срце посакувам така да биде. И ако ситуацијата во таа смисла здравствената со COVID-19 се смирува,
И ја ќе размислам два пати дали ќе бидам ја тој единствениот кој ќе продолжува 30 плюс 30 плюс 30 така до крајот на годината. Не сум сигурен дека ако трендовите во однос на ковид се стабилизираат и генерално попуштаат и според првичните проценки и мерките за ограничување на движење, за реотварање постепено на бизнисите, не сум сигурен дека и во таква ситуација ќе решам еви нови 30 дена, еви нови 30 дена и не се кирате, ја постојано ќе дам нови 30 дена, бидејќи вторите 30 дена беа дадени или утврдени затоа што мораше да бидат дадени. Излез од таа ситуација може да бидат евентуални избори пред летото, на крајот на јуни или почетокот на јули, како што се шпекулира или навестува, да речам, во дел од политичките кругови во државава. Што мислите вие околу таа идеја? Ја можам елегантно да се излечам од вашето прашање и да кажам ја тоа се избори на кои ја не учествувам, парламентарни избори, дури во однос на утврдување на рокот, односно датумот на избори. Што ја тука имам, зашто кај мене на еден објективно неформален форум кој го нема во ниеден закон лидерска средба, чи меѓутоа ја нема да ви одговорам така, ќе ви кажам, гледате, мора примарната анализа да биде направена од здравствените работници. Дали ние можеме воопшто во однос на таа опција која ја слушам во некои делови на политичкиот спектар да направиме избори пред лето, значи релативно брзо од сега. Да речеме крајот на јуни спомнуваат некои почетокот на јули. Или треба да почекаме понатаму. Сега ќе ви дадам неколку податоци кои не сум сигурен дека генералната јавност ги знае, би требало да ги знае како светот постапува во слична ситуација, че не пледираме една или друга варијанта, него што се случува во светот. Во меѓувреме, од кога е прогласена пандемија, ти нема држава која не страда од тоа. Имаше неколку избори на различни нивоа од други држави. Меѓутоа ќе го земам примерот со Јужна Кореја, која е организирана држава и има прилично што да каже во однос на успешното справување со COVID-19. Тие има пред неколку дена парламентарни избори. И тоа може да биде урнек ако некој сака мисли да организира избори уште додека целата ситуација додека немаме вакцина, дека немаме леки така натаму. Еве како што вели јужнокорејското искуство. Тоа е држава од над 50 милиони жители. 29 милиони луѓе гласа на денот на изборите. Може некој ќе запрепасти. Тоа е многу повеќе, практично најголем одзив у последните 28 години од било кој парламентарни избори во таа држава. Значи, рачунете, 29 милиони луѓе излегоа, како се гласаше? Секому на почетокот на гласачкото место, значи сите избирачки одбори беа со маски и ракавици, на секој гласач државата му даваше маска и ракавици пред да влезе и на секој гласач му беше мерена температура. Ако имаше до 37,5 влегуваше и гласаше. Зад параваните, ако имаше повеќе од 37,5, не знам зашто баш таа температура, меѓутоа таа била, тогаш повторно гласа зад посебни специјални паравани во друга просторија. И се разбира оние кои се во само карантин или кои се по болниците и на нив им беше возможено во специјални услови да гласаат. И тие направија со највисок одзив, велам, во историјата. Немаше стравка и луѓето дека нешто може да им се случи на избирачките, на гласачките места. Тоа не сум сигурен дека ние можеме како држава да го направиме, бидејќи Јужна Кореја е во првите 17 економии на светот, значи исклучително богата, многу организирана држава. Можеби нашата ситуација со COVID-19 јуни-јули ќе биде далеку подобра отколку што е во Јужна Кореја сега. По тој аспект ќе биде и полесно се. Меѓутоа некакви превентивни мерки, заштитни мерки апсолутно мора да има, инаку нема теоретски шанс. Све беше дезинфицирано во сите простории. Да. И ако прашувате дали со едно пенкало гласа, не гласа, да се така што, ама тоа е како да кажам, како гласи на друга планета. Ако се обидуваме да ги декодираме изјавите кои што доаѓаат од најголемата владеачка и од најголемата опозицијска партија, се чини дека СДСМ е за избори пред летото, а ВМРО ДПМН не е за избори пред летото, тие би сакале да се пролонгира таа ситуација. Ако останат двете партии на такви позиции, можно ли е држава да влезе во нова политичка криза? Може. Може се разбира дека може. Сега да ви кажам во однос на другата варијанта да немаме избори сега, да имаме избори на есен. Има луѓе, политичари кои тоа го заговараат, не е време сега. Значи не би сакал да навлегувам воопшто во нивните реални мотиви, зашто првата и втората група тоа го зборат, претпоставам дека станува збор за лични или предсепартиски калкулации, меѓутоа јас ви кажам што може да аспект на што е можно да имате избори вакви, што би реков јужнокорејски пред летото или да имате други избори после. Експертите во областа, значи за епидемиолози, лекари зборува, воопшто не се сигурни дека на есен нема да има втор бран. Може не со овие бројки, меѓутоа може да има. И се знаете што? Прашањето бидејќи вакцина, па до крајот на оваа година тешко ќе очекуваме, па да се реатисаме од проблемот.
Кој гарантира дека ние, ако оставиме само од здравствен аспект зборам, не зборам за партиските калкулации, ако оставиме за септември, октомври, ноември, колку ние тамо рокот до декември да организираме редовни избори, кој гарантира дека тогаш ќе имаме подобра здравствена ситуација и ќе можеме да организираме, а не сега, кога може би се очекува блага рецесија на болеста заради високите летни температури. Блага рецесија на болеста. Сакам да кажам, може би нема да можеме ни тогаш од истите причини. Ние сега го спречуваме ширењето на вирусот, не го лечиме. И конечно во таа ситуација на немање избори пред летото и нивно пролонгирање за наесен, повторно се наметнува ова важно прашање, а тоа е дали и кој ќе игра улогата на законодавна власт во државата, бидејќи тоа не е небитно. Во текот на летото, раната есен и доцната есен ќе треба веројатно да се менуваат закони, ќе треба да се носат мерки. Ако нема собрание, владата ќе треба да има законодавна сила. А вие велите дека не сте баш многу волен тоа репетитивно само да го повторувате, затоа што едноставно некој друг не сака да го свика собранието. Да. Знаете што, не сакам да влезам во правни импровизации во бескрај. Тоа не ми личи ни на како човек, ни како функција сега. Чи мислам дека ние како држава мора да покажеме повисоко ниво на организираност и на сериозност, ако сакат, и на одговорност кон државата сопствена и кон граѓаните, за да ги ставиме сите можни демократски институции во погон. Не да се и наетиме, да се дуриме и не знам лични агенди или не знам какви партиски агенди да спроведуваме. Че од тој аспект го зборувам тоа дека ја можам да прогласувам 10 пати поред, 30. Ја не се плашам од тоа дека некој утре ќе побара импичмент, бидејќи ова не го правам за да направам личен ќар. Каков личен ќар имам ја, материјален или било каков друг, што да не добијам политички поени затоа што потпишам 30 дена. Не, меѓутоа морам да потпишам во овие вториве 31-вите затоа што државата, народот, граѓаните, ситуацијата со ковид тоа го налагаше. И инаку, знаете како е било, ако да речеме нема воредна состојба, да речеме мај, јуни, натаму ако нема воредна состојба, владата ќе мора да ги уште додека има можност за уредби со законска сила, ќе мора да ги уреди сите работи, вклучително на пример и не знам, избирачкиот список треба да се исфрли од луѓето кои во меѓувреме починале, немал временски период, и луѓето кои во меѓувреме да се стават кои се станале полнолетни, или да се нивелираат изборните единици. Нема да заборавате дека последниот акт кој парламентот пред распуштањето на 12 февруари го направи беше нивелирањето на, ако не слажам, на 2 од 6 изборни единици поради големи демографски промени во меѓувреме, бидејќи законот вели не сме да има повеќе од 5-5% разлика од една од друга изборна единица за да гласот вреди еднакво и така натаму и тежината политичка на секој пратеник биде приближно еднаква. Значи ќе треба да ги направи сите тие работи бидејќи после нема парламент. Како ќе нивелирате ви изборни единици ако нема воредна состојба, немате можност за уредби со законска сила и туку така, само како влада, ако постои, исклучително е тешко, без воредна состојба, само со влада во погон да имате избори подоцна есента. Многу е тешко. Од правен аспект исклучително тешко. Тука е и прашањето за меѓународниот мониторинг на изборите, мисијата на ОПСЕ ОДИХР е исто така замрзната како и нашите изборни дејства. Тие не ја затворија, туку како се привремено ја затворија канцеларијата. Така е. Овде формално би требало да можат да ја продолжат мисијата во моментот кога тоа ќе биде побарано од нив, ама и тие ќе решат дека можат да испраќаат наблюдувачи овде, бидејќи во моментот одлуката на ниво на ОДИХР е дека не може да се испраќаат наблюдувачи. Знаете како, да ви кажам, значи јас во еден мој разговор што го имав со министерот за здравство, ми рече дека ден-два пред да замине тоа е претходница ја нарекуваат на мониторите, ми рече дека шефицата беше од Италија, еден долгогодишен монитор и искусен и политичар и проследувач на избори. Господијата прво што го прашала дека овие луѓе што се до сега дојдени, еве да речеме дека нема да одлагате на 12 април избори. Какви се гаранциите за моите луѓе? Бидејќи сите тоа ме прашуваат. Ние не може да мониторираме избори кај што постои голема опасност на гласачки места да се заразиме. Така што и нивното здравје треба да биде размислувано и договарано. Не е само нашите луѓе, гласачите. Сте помислиле ли може би вие да иницирате постапка пред Уставниот суд со која што ќе биде оценувана уставноста на одлуката за самораспуштање на парламентот од овој аспект? Ако во мај 2016 Уставниот суд донесе одлука со која што ја поништи одлуката за самораспуштање, бидејќи процени дека таа не може да има одложено дејство, се сеќаваме, донесоа одлука, а рекоа парламентот ќе се распушти, не знам, 1 месец подоцна или колку беше. Сега
таа одлука има продолжено дејство. Поминаа 60 дена во кои што требаше да се одржат нови избори, тоа не се случи. Па во таа смисла некои правници велат дека можеби по аналогија Уставниот суд може да ја донесе истата одлука, па така парламентот да се врати назад. Сега знам дека е Значи, да ви кажам најотворено, не сум размислувал за таква варијанта јас да покренам, но имам сигурен податок, сигурна информација дека има најмалку една, можеби и 2 плюс иницијативи од познати, од познати, познати луѓе кои се познати како чести оспорувачи на одлуките на Уставниот суд, кои ја оспоруваат одлуката за самораспуштање. На оваа линија, веројатно на која што зборуваме. Не знаете точно, не знам точно, видов еден предлог, бидејќи знаете се што е поврзано со ова што ја го правам сега во редна состојба, па и изборите договорени кај мене, јас морам да се произнесам, Уставниот суд бара и од мене како еден од факторите да се произнесам. Има таква иницијатива, меѓутоа да ви кажам веднаш, да нема тука никаква тајна, ние ги знаеме членовите на Уставниот суд, знаеме барем еден значаен дел од нив кога се бирани, од кога се бирани и какви имаат стручни референции, значи од овој Уставен суд, зборам за не за сите, меѓутоа за еден значаен дел членови, апсолутно ми е совршено ми е јасно дека од нив никакво право раздавање нема да дочекаме. Освен ако не добијат сигнал политички, веројатно од некого да постапат така. Бидејќи тие се политички наименувани од една друга постава која сега не е на власт, а ова политичка структура, тоа го тврдам одговорно, до овој момент немам никаков индикатор дека им наредува на членовите на Уставниот суд вака или така да постапат. Мислам дека тоа нема да го дочекаме. Немаме уште многу време. Има ли друга безбедносна закана за Северна Македонија освен коронавирусот? Не сме го дискутирале тоа јавно и не гледам дека во јавноста многу се провлекува, освен во некои медиуми, меѓутоа сакам да ве уверам дека и на еден од претходните совети за безбедност разговаравме и за така наречените хибридни закани, кои во тој период почнаа да се забрзуваат некако, повторно имајќи ја нашата земја као таргет. Јас не се сеќавам дали во некоја јавна изјава тоа го кажав, меѓутоа тоа е неспорен факт. Нашата изложеност, да кажам на тој начин, да се изразам кон тие хибридни закани, преведено народски, политичка пропаганда, преку лажни вести и така натаму, со кои се подкопува довербата во институциите и така натаму. Ние сме според нивото на изложеност многу близко до она време од септември 2018 за време на референдумот за името. Тоа го поврзувате со влегувањето во НАТО или? Не. Тоа пред влегувањето во НАТО, околу месец и половина до 2, постоеше. Меѓутоа тоа беше млак опит. Едно бледо заличување на она што беше прилично сериозна кампања против нас како држава во Зошто сега се случува тоа? Во време за ја користат ситуацијата со пандемијата. Значи, еве да преведам без да навлегувам во детали, бидејќи не можам поради сензитивноста на информациите. Тие луѓе кои во тоа време го оспоруваа нашиот пат или entiteti, ја постојано велам, не се тоа држави, ние немаме податок дека држава стои за тоа. Немаме податок, може да и стои entiteti, не државни како ги именуваат стручњаците. Значи, ние имаме податоци потврдени според кои оние кои беа против нашето влегување во НАТО, денеска можете, дел од нив, не сите, може да ги најдете на портали за скрини, за влажни профили кои агитираат против 5G мрежата, например. И велат дека реакцијата на владата овде кај нас, македонската влада или сите државни органи, моите сечи, дека се несоодветни, дека се неефикасни и дека треба народот, граѓаните да се побунат против оваа влада која практично и преку 5G и на разни други начини, преку тоа што не чини, тоа што треба да чини, дополнително го шири вирусот. Значи, идејата е иста, да и вие, као граѓани на оваа земја, изгубите верба во своите институции и да речете, не е била ова работа. Да. Какви се состојбите во Агенцијата за разузнавање? Дали се таму стабилизирани работите откако сте вие шеф на државата, има ново раководство таа институција? Да, мислам дека се после првите тие нормално уходавање на новото раководство, ги знаете, имаше јавни прозивки, мислам дека таа работа се смири. Наќа Чулев е човек од агенцијата и поранешен директор таму од времето на Ѓорѓе Иванов, тој повлече дел од луѓето од агенцијата во МВР, не успеа за дел бидејќи не доби согласност, мислам дека од дополнителниот заменик министер, но дел од тие луѓе продолжија да работат во агенцијата како Синиша Алексовски, како Кирил Тодоровски. Ме враќате на прашање од минатата година. Има, реков и тогаш, се што е низ процедура, тука не можам да се мешам, ако има судска процедура, дали е 27 април, ако е некој зафатен, не е зафатен, дали некој имал врска со диво населје и така натаму, тоа се други работи. Меѓутоа, ова што можам да ви го кажам, значи,
не мешајќи се во судските процедури кои се во тек. Не ни знам кој се од нив е евентуално зафатен во тие процедури, можеме да ви кажам дека двајца од тие луѓе кои ги спомнувавме иминатиот пат, повеќе не се припадници на Агенцијата за разузнавање, не затоа што судски е тоа така решено, туку затоа што не добија безбедносен сертификат. Сега, како членка на НАТО, критериумите се многу поригорозни од порано, од мене почнувајќи па до сите други, па и до вас како новинар, ако пробате да влезете во како новинар од земја членка на НАТО во седиштето на НАТО, нема така лесно како некогаш да добивате и нема да имате пристап баш секаде, че 20 од нив баш овие денови мислам дека им престанува работниот однос, поради тоа што не добија сертификат од Агенцијата за национална безбедност, која е надлежен домашен орган за таа работа, се разбира, засилена со луѓе од НАТО. Канцеларијата за безбедност на НАТО алијансата. А другиот дел од агенцијата ќе може да одговори со своите капацитети на тоа што ќе биде. Тоа е правило кое е воведено од НАТО, е воведено тоа правило и сега агенцијата го подготвува новиот закон за агенција кој заради овие работи не може да помине во собранието, меѓутоа новото собрание ќе се зафати со него час поскоро. Агенцијата и сега како пракса, а утре и како закон, вели дека тука не може ниту еден да биде вработен на било кое место, а да нема безбедносен сертификат. И тоа со највисок степен. Дали сте задоволен од начинот на кој што Ерол Муслиу ја води агенцијата? Да, затоа што ако паметите и вие и македонската јавност, јас минатата година кога објаснував дека зошто него сум го ставил, реков дека освен неговите професионални референции кои ми беа познати, бидејќи сум бил долги години дел од тој безбедносен апарат на некој начин, добив многу позитивни референции за него и од нашите стратешки партнери. И ова можам да ви кажам, значи без да именувам. Во последниве неколку месеци ние ја обновивме соработката на комплетно оперативно ниво со трите најмоćни разузнавачки сервиси во светот. Значи во него е, не велам дека само заради него е тоа, меѓутоа тие разбра дека Агенцијата за разузнавање не е партиски сервис на партијата на власт, дека работи професионално и само така се решија да поврати дел од својот персонал во регионот. А колку претходно беше прекината? Беше прекината од 2014. Добро, поприлично долго време. Да. Толку е времето за вечера. Благодарам што бевте дел од 360 степени. Благодарам за поканата. Пол паузата е саботажата. Легендарниот Тоцијај кој успева да предизвика впечаток на маска и ракавици мораше барем некако да се компензира со сразмерно премерување на моките која ја носи позицијата. Инстант операциите не носат ништо добро од и целта не е да се направи рационална дистанца, туку да се доведе во незавидна позиција оној кому му е доверена задачата по секоја цена да направи растојание. Заради тоа што на полицијскиот службеник не носи метро па да мери, а поготово од страна на основното јавно обвинителство, истото че ни ги отврели сите пријави заради тоа што се многу тешки за докажување. Тие пријави кои се тешки за докажување губат својата смисла кога наместо реална се води политичка битка. Во неа трката за локална популарност ја следат низа контроверзи, но и ставови кои натаму и прекосат на целта која наводно се сака да се постигне. Оттаму не треба да зачудува контрадикторноста на бунтовникот кој никако да ги определи приоритетите, да биде грижлив по цена на здравјето или допадлив, без да се плати неговото загрозување. Во овој момент интересот ми е само епидемијата и здравјето на моите граѓани, одлуката на владата да носи казни по однос на неносење на заштитна маска, ќе ги предложиме на владата во овие тешки социоекономски моменти да не се казнуваат граѓаните. Колку и да е едното спротиставено со другото, трката по публицитет и неприроден пиар наликува на некои времиња кои се смета дека треба да бидат заборавени. Такви се оние прашања кои всушност и не се тоа, туку се квази заклучоци од кои се добива впечаток дека наместо објективност се гради поданичко новинарство. Александар Радио Пет Прилеп. Добар ден, господине министер. Бројот на новозаболени во општина Прилеп од COVID-19 континуирано се намалува, а се зголемува бројот на оздравени. Дали тоа се должи на добрата организација во спроведувањето на посебните мерки што општина Прилеп на чело со граначалникот и општинскиот кризен штаб ги презедува и сето тоа во соработка со Министерството за здравство?
Оваа репрезентација на прилепската клима создава впечаток дека таму се креира некаква нова мода, во која се е во толку убави бои кои ги параат очите и не дозволуваат да се види вистинската, потесна или поширока слика. Изгледа дека не секому прилега таквиот стил. Однапред се одбива носење украсни реквизити. Сето другото може да биде само розови наочила дека сум имал и не знам што, а против неам очила розови. Воопшто туку ја согледувам ситуацијата. И на крајот, за постојаните обиди да се креира некоја нова диоптрија преку која ќе се гледа на модерната историја, за да се заборави на незиното вистинско лице. Во што учествуваше, Павле? Тие луѓе што влегоа, зошто мене не ме тепа? Која е причината мене да не остава тебе да те тепа? Секогаш имало, има и кој сака ќе најде причина за тепање, ама никогаш толку добро оправдување за неговите последици. Гледавте 360 степени и пријатно до понеделник во 22.